Со развиорени знамења, вијање на камбаните, мирен протест субир и доделување на ордените на непокорот, денеска Вевчани го одбележува 20 годишниот јубилеј од протестите со кои на 7 август 1987 неговите жители го дадоа клучниот отпор против тогашниот режим, не дозволувајќи му со повеќе месечни блокади да го подели изворот на живот за вевчанци, нивните богати со вода извори. За посебни заслуги за расветлување на настаните од пред 2 децении, кои прераснаа во политички случаи, невисоките признанија, годинава им се доделија постхумно на познатиот лекар од Вевчани Светозар Чочоровски и новинарот и публицист од Белград Жарко Рајковиќ и Викторија Поточник од Љубљана, тогашен делегат во Сојузниот парламент на СФРЈ и сега активна во политичкиот живот на Словенија. Во Вевчани беше извршен масакар, грубо кршење на човековите права со интервенција на македонската полиција и од тој момент практично започнуваат серија на мирни протести, многу карактеристични, кои трајаат долго време, трајаат и сега. Протести насочени против насилството. На ова место, во срцето на Вевчани, во дворот на училиштето, каде точно пред 20 години на овој ден младите вевчанци го почнале штрајкот со глад во знак на несогласување со настаните, секоја година вевчанци го одбележуваат својот ден на непокорот. После тоа, многу, иако во тоа време не беа многубројни, доста организации за заштита на човековите и права и така натака реагираа на она што се случуваше во Вевчани. Вевчанскиот непокор, крунисен со самопрогласување држава со свој пасош и пари, стана синоним за собствен идентитет на општината, што овој статус го има од 1996 година. Денес во оваа најмала општина на Балканот, на падините на планината Јабланица, на 15 на километри од Охридското езеро, живеат 1500 жители македонци, кои екзистираат од работа во странство и инвестиции во Вевчани, што се повеќе станува атрактивна туристичка дестинација.